Временските прилики во текот на првата половина од 2014 година не им се погодија на земјоделските производители во регионот. Сувите зимски месеци и честити и обилни врнежи од дожд во текот на пролетта ги отежнаа условите за вегетација на растенијата, а на земјоделците им создадоа големи главоболки. Поплавените ниви со уништените насади ќе предизвикаат дополнителни финансиски трошоци што нема да можат да се надоместат. Примената на заштитните препарати и ѓубривата пак не го даваа својот максимален ефект поради големата влажност и измивањето на хемиските материи веднаш после третирањето. Во овој осумаголник со дипломираниот агроном Гоце Стојановски разговараме за проблемите со кои се соочуваат земјоделските производители кај нас и користењето на современите агротехнички мерки за поуспешно производство и поголеми приноси. Стојановски, помина овој период на долго врнежливо време, како сето тоа според вас се одрази на земјоделските култури во регионот? Значи, годинава, каква што беше, уште од зимото, имавме екстремно различна година во споредба со другите години. Таква година имавме, можеби, тоа е една во 50 години и постарите производители тоа го кажуваат, меѓутоа еве се дешаваат и такви години. Значи, имавме долго и сушно зимо. По завршувањето на зимото почнаа врнежи кои што непрекидно паѓаа веќе неколку месеци и кои што секако дека ќе остават трага врз целокупното земјоделско производство. Како од аспект на поплавување, на посеви, насади, исто така и од аспект на појава на одредени заразни болести кои што понатаму се одразуваат врз целокупното производство. И понатаму исто така ќе остават последици и врз самата вегетација. Значи, имавме прохладна пролет, прохладно лето, веќе почеток на летото, сето тоа ја успорува вегетацијата, а од друга страна пак имаме појава на заразни болести, на поплави и сето тоа се одразува врз целокупното производство, неповолно би рекол врз земјоделските, врз самите фармери. Земјоделците од регионот, оние кои што произведуваат раноградинарски и воопшто градинарски култури, се соочија со поплавување на површините, целосно поплавување и уништување на родот. Може ли нешто барем да се спаси? Какви се видувањата? Така, годинава имавме поплавување и тоа на неколку пати и во неколку региони, така да што нема регион кај што немало поплава. Од минатите години луѓето користеа моторни пумпи за наводнување во овој период, меѓутоа што се случува сега, користат моторни пумпи за вадење на водата од самите површини. Такви случаи имавме и во Грдовско и во Подлог, каде што луѓето за да спасат нешто од производството мораа да ја исцрпат таа вода за да успеат да произведат. Значи, онаму каде што лежи водата подолго време ќе доведе до угинување на компирот, до угинување на веќе расадената пиперка, кај доматот исто така. Значи, ќе имаме прилично загуби во производството на градинарските култури. Каква е состојбата со житата, на оние жита кои што доправа им престои жетва, веројатно ќе има некакви оштетувања таму? За житата стручњаците до пред некое време велеа дека ќе биде многу поволна година за производство на житни култури, јачмен и пченица. Меѓутоа, што се случи? Дождовите кои што беа неопходни во пролет, во април и во мај месец продолжија и понатаму, и до крајот на мај и во јуни. Што сето тоа предизвика и одолжување на жетвата, која што веќе е на прагот, негде и започната, меѓутоа со големи маки се врши таа жетва. Понатаму имаме и доста заболувања кај житните култури. Значи, тоа е, кај нас такви појави немало доскоро. Појава на пепелница, појава на рги, на фузариум кај житните култури, што за разлика, да речеме, од Италија, Германија или на север, кај што имаме повеќе врнежи, и таму е стандардно да се вршат 2 до 3 хемиски заштити на житните култури против овие заболувања, против пепелница, против ргја и понатаму и против фузариум. Кај нас тоа го немаше доскоро, меѓутоа, да речеме, поголемите, посериозните комбинати ги пратат ситуациите со временските услови, со фенофазите, развојот на житните култури и веќе во неколку комбинати кај нас имаме третирања, 2 до 3 третирања. Во Кумановско во еден комбинат кај што сум и бил во посета на тој комбинат, значи имавме добри, позитивни резултати во смисол на заштита. Меѓутоа, човекот имаше 3 третирања против појава на пепелница. Додека според комшиските површини кои што кај него беа, еден имаше користено еднаш заштита, другиот воопшто немаше, има драстични оштетувања на самата култура, понатаму тоа ќе се одрази и на приносот.
Инаку можеше да се деси оваа година да имаме и по 7-8 тона принос по хектар, доколку ги немавме оние покасните врнеши. Меѓутоа сега и самите производители се плашат дека ќе бидат дури негде околу просекот. Дали и просекот, одредени површини ќе бидат и испод просечни по принос. И покрај тоа што, нели, рековме, имавме дождови во април и во мај кои што се неопходни за производство на житни култури. Што станува со овошните насади и лозовите насади во регионот? И исто и овде имаме, можеби овде ќе немаме толку поплавувања, затоа што и овошните и лозовите насади при формирање на самите насади се бират одредени експозиции, значи тоа се стрмни предели, одседни предели, така пошто станува збор за подолгогодишни култури и при изборот на површини се води сметка за тоа. Овде можеби ќе немаме многу поплавувања, што не може да стане збор и за Ресенско, каде што сепак има и подпочвени води, Преспа, каде што се очекува и тамо можеби ќе има загуби, во смисла на поплавување. Значи, неможност коренот да диши. Кога коренот е во вода неколку денови, да речеме, дури и недели може да се деси, не може да обавува својата функција. Што значи може да имаме и тука од аспект на пореметување на биохемиските процеси во самото растение. Тоа е една работа. Друга работа е ќе се јават одредени заболувања кои што се доста интензивни на вакви температури. Пред се кај овошките се јавуваат и пепелница и чадлива краставост, меѓутоа се јавуваат и штетници кои што зголемена воздушна влажност им погодува при размножување и имаат, да речеме, формираат повеќе генерации во текот на годината и што им причинува на производителите да користат повеќе третмани. Самата хемиска заштита и економска мерка. Значи, од изборот на препарати, од време, начин, број на третирање зависи и целокупното производство, цената на чинењето, што сето тоа дополнително им ги зголемува трошоците на самите фармери. Доаѓаат ли земјоделците да се информираат што какви мерки да преземат со оглед на ова што сега ги задеси, затоа што рековте и вие на почетокот, ова е навистина вонредна ситуација, ако така може да се каже, барем досега она што го имаше. Значи, постојат фармери производители кои што редовно третираат и кои што редовно користат совети и се она што е најново настојуваат да го применат тоа во своите површини и кои што се, да речам, склони да примаат совети. Меѓутоа постојат и земјоделци кои идат по стари навики и кои што мислат дека еве тоа таа година прскав, пак ќе користам. Тоа нема проблем, тоа е ефикасно средство. И тоа за разлика од по нормални години, ова е еден случај кој што морат да се едуцираат, да примаат совети и да бидат постојано во контакт со лица кои што се најодговорни за заштита на растенијата. А тоа се практично дипломираните агрономи кои што се вработени под земјоделските аптеки, затоа што тие се најчесто во контакт со производителите. Значи, луѓето кои што се од советодавни служби, од останати стручни служби, се помалку во контакт со самите производители, отколку што се луѓето во земјоделските аптеки. Тие први дознаваат и за појава на одредени болести, први дознаваат за поплавување, оштетување на некои парцели, површини, да речеме, и тука најчесто ги бараат своите совети производители. Значи, пак би рекол дека кога ќе се јави проблем, веќе е касно. И дел од производителите идат кога ќе ги видат веќе симптомите и тогаш идат да тражат спас. Значи, што можеме да направиме тука? Можеме да го стопираме она што е појавено, но не и да го излекуваме онаму каде што има зафатено. Во земјоделието не постои лекување. Постои само превентива или спречување на одредени заболувања. Можеме да интервенираме на, да речеме, на веќе насад кој што имаме забележено некои симптоми или зарази од одредени типови на болести. Ја стопираме габата или бактерија, безразлично од кој тип е причинителот, го стопираме, меѓутоа тој ќе е во таа положба се додека не му се јават повторно услови. Значи ќе однемаме од терапијата, од препаратот, однемаме во растението, имаме присуство на влага, соодветна температура и габата повторно почнува да се развива. Значи најдобро е да сето тоа го вршат превентивно. И како што беше годината, би рекол, и кај дисциплинарите производители немаше услови. Затоа што имавме континуирано нон-стоп дождови. И да сака да третира, не може да влезе. Или ќе иде наутро, стои росата, стои влагата на самите растенија и доколку третираме, препаратот нема таа ефикасност поради тоа што ќе падне доле од росата. Нема да навлезе во
самото ткиво на растението нема да делува така ефикасно како што би делувал, да речеме, на суво растение кога што одговара да се и изврши таа хемиска заштита. Кога сме веќе кај земјоделските култури, останува и она кое што е доминантна во регионот, оризот. Веројатно ваквите временски прилики нема многу да се одразат, барем сега на почетокот во оваа фаза на вегетацијата. Да. Исто и кај оризот делуваше. Претежно, пред се не можеби дождовите, врнежите, меѓутоа ниските температури. На многу површини се јави слабо поникнување. И сега се ретки. Понатаму вегетацијата на плевелот напредува, плевелот вегетира, додека кај оризот пониската температура го стагнира, го стопира. Што допринесува тоа да оризот и братими после, може да пушти и братимки, меѓутоа во меѓувреме плевелот бега и го зазема местото на оризовата култура. Така да имаме ретки посеви од причина што не изртеа сите зрна, се јави лош склоп на растенија по единица површина. Истото прохладно време, значи ќе има делување и врз дејството на хербицидите. Кај оризот главен проблем во заштитата представува секако заштитата од плевелите и оризово ракче кое што многу лесно се сузбива или тапагьозот, меѓутоа ќе имаме повеќе проблем кај плевелот. Од причина што на пониски температури самите хербициди не делуваат. Тоа добро го знаат и производителите, да речеме од Спанчево, Соколарци, каде што имаме поладни ниви, поладна вода и таму се јавуваше промашување во третирањето со хербицидите. Понатаму таму се разви еден друг тип на просо кој што дел од хербицидите кои што беа доскоро во употреба не го фаќаа тоа просо. Тоа и во самиот хербицид е назначено дека делува на тие, меѓутоа не и на тоа бело просо или под ново латинско име таму кое што не би го сега спомнувал, не делува. Значи си стои во препаратот дека меѓутоа од лани се внесе и друг хербицид кој што успешно го сузбива. Меѓутоа пак ќе нагласам дека треба да биде извршено на време тоа третирање, треба да бидат количините на препарат по единица површина зголемени, затоа што просото на овие температури, просо, коштаника и сите тие плевели бегаат. Значи за кратко време може да ги надразна таа фаза 2 до 3 листа, кога што и самиот хербицид би дал најдобри резултати. Затоа самите производители што порано успеат да влезат и да третираат е подобро. Друга работа која што тони сакам да ја нагласам за одредени терени во нашиот регион, земјоделците непосредно или веднаш после третирањето користат азотни ѓубрива, поточно уреја. Урејата е ѓубриво кое што ја лади дополнително површината или водата. Значи со самото аплицирање на уреја на површините, дополнително ја ладиме површината и дополнително се зголемува неефикасноста на хербицидот. Значи за хербицидот да делува успешно, треба влажно и топло време. Кај оризот ја имаме влагата, да речеме, има вреќе, меѓутоа немаме влагата сега за да бидат топлината за да имаме комплетно дејство на самиот хербицид. Што им преостанува на земјоделците да направат оризопроизводителите во вакви услови, бидејќи рековте дека на почетокот имавме ладен период, студен период кога не можеше да поникне редок оризот. Што може да направат сега? Значи, расејување или? Сега е поново засејување не оди. Значи не оди. Тоа и да биде фрлено семето, не може, ќе се подвои во поникнувањето. Може и ќе никне нешто, и тоа нема да стаса за едновремена жетва како и она што е. Значи тоа пропаѓа, тоа нема. Останува уште да она што е на нивите, успееме да го зачуваме, да биде квалитетно. Секако кога е поредок склоп на растенија, пак имаме појако зрно. Меѓутоа, за целата таа работа треба да се применат и соодветни мерки, значи на ѓубрење, основно прихранување и заштита од плевелите. Правевте обиди и вие како стручни лица да ги навремено информирате земјоделците за овие заштитни препарати. Се одржаа неколку предавања стручни овде во Кочани, на кои што производителите ги презентираа најновите своји согледувања во поглед на препаратите и примената. Сметате дека ваквиот начин е добреден, дека може да им помогне на земјоделците? Каков е интересот кај нив? Сигурно, земјоделците секоја информација е добре дојдена. Значи, и луѓето кои што директно работат со заштита, кои што ги пратат својствата на препаратите, делувањето, новините во хемиската индустрија, им требаат такви информации, сигурно дека истото им треба и на производителите.
Значи, и вие вашата телевизија беше на тие предавања, видовте дека интересот е масовен, земјоделците се живо заинтересирани да слушнат нешто ново и едно од тие поточни двете презентации беа токму за оризовата култура. Значи, видовте какви се проблеми имат луѓето, производителите, и се интересира за ова. Каде делува, кој проса ги пушта, дали се мешат едни со други од препаратите. Сето тоа е добре дојдено да тие и самите пренесуваат некои своји искуства. Значи, во селото пред продавница ќе седнат и ќе раскажува. Јас тоа го прскав, тоа мешав, тоа не. И тоа се корисни. Меѓутоа, секогаш тука може да дојде и насочување во погрешна насока од секако треба да се пратат искуствата на тие, но и искуствата и на луѓето кои што се директно одговорни за заштита на растенијата од болести, плевели и штетници и секако луѓето кои што нели имавме на една од тие презентации гостин од Украина кој што извореден стручњак во заштитата на оризовата култура, кој што ги изнесе своите искуства. Сега, Украина и Македонија се сосема различни и по географска местоположба и по појава на проса. Значи, и дури човекот не можеше да им одговори на некои проблеми кои што се карактеристични за овој регион. Имаше забелешки барем на тие предавања и воопшто мислење во јавноста овде во Кочанско дека дел од препаратите со текот на годините ја губат својата ефикасност, меѓутоа беше одговорено дека битна е и примената, начинот на третирање во нивите. Може да се забележи барем годинава дека она кое што постои на оризовите ниви пред се е како нормална ефикасност, би рекол, на хемиските препарати, пожолтени треви кои што се штетни, плевели и веројатно ќе има поголемо дејство и поголема ефикасност. Значи, за ефикасноста на препаратот истиот хербицид може на една нива да биде ефикасен, на друга не. Во што е разлика? Разлика е во домаќинот. Значи, како е уработена, како е припремана површината, во кои услови е третирано. Дури да ви кажам, и кај мене кога идат производители, вика исто, јас си прскав, значи едната нива имаше резултат, другата не, тука на друго место, значи нема резултат. Сега не може да биде истата нива во исти локалитет, да е на исто место, со да речеме 5 метра 10 разлика, не може да има разлика. Меѓутоа се знае каде е била или недобро уработена, или ладна вода, или користење на ѓубрива азотни кои што дополнително ја ладат површината, па доведуваат до намалување на ефикасноста. Така да истиот препарат овде и на презентациите беше напоменато дека со текот на времето се јавува и резистентност, што е нормално и без да го кажат тие тоа, се знае дека еден препарат колку повеќе се употребува на една површина, колку повеќе години одгледуваме монокултурно некоја култура, проблемите се мултиплицират, се зголемуваат. Значи се јавува одреден тип на плевел, кој што не го сузбиваме и он си зема замав таму. Значи за ефикасноста и на хербициди и воопшто на сите препарати треба да се менјаат и самите препарати, да се врши редовно третирање со различни препарати. Што истото, само за пример ќе ви го кажам, во лозарство, вика тогаш прскав со тоа, сега ќе го смениме. Значи менјаме. Од причина да не се упропасти самиот препарат. Значи доколку ние земеме еден препарат и со години го користиме, знај дека после 5-6 година ќе немаме ефикасност. Не од причина што е намалено дејството, не од причина што хемиската материја е сменета. Значи таа е иста. Исти состав, иста јачина. Меѓутоа со тек на време самите растенија, самите штетници, самите габи се приспособуваат, што го викаме резистенција, ние агрономите. Значи се стекнува резистентност. Сега и одредени препарати спаѓаат во една група, други во трета група, втора, трета и така натаму. Значи добро е да менјаме препарати од еден тип, од една група, со еден начин на дејство, следна година идеме со друг начин на дејство на препарат. Така да ние може да имаме препарат под различно име, трговско име, меѓутоа хемиската супстанца, хемиската активна материја, молекулата е иста и тука и тука. Значи без разлика што името е едно, различни имиња, меѓутоа од иста хемиска група, пак се стекнува резистентност. После 4-5 години се јавува резистентност и тој препарат е неупотреблив. Самите хемиски куќи апелираат на тоа да се оди 3 до 4, максимум 4 третирања. Од причина што и самите хемичари не можат секоја година да измислуваат такви препарати, такви молекули кои што би секоја година нова. Значи они од таа причина викаат 3 до 4 третирања со цел да им се запази препаратот, да се зачува, да може и после 10-15 години да делува. Само ќе ти кажам, тоа ни уште ова, значи најбрза резистентност се стекнува кај акарицидите.
од причина што многу малку постојат акарициди на пазарот. Не дека некеме да ги увезат хемиските куќи, меѓутоа толку се тие неколку акарицида кои што се употребуваат воопшто во светот. Значи и затоа идат едно третирање со тој, па следно со друг. Или една година идат тука, па тоа е. Значи најбрза резистентност и најбрзо се приспособуваат акарините или родовите од пајаците. И една друга забелешка, значи онаму каде што вршат хемиски нуклеарни проби, прво што излегува од жив свет, тоа е пајакот, глувците и после некои други. Меѓутоа прв се јавува пајакот. Значи најбрзо стекнува резистентност, отпорност пајакот. Се појавија прашања на ваквите предавања што се одржува овде во Кочани, дали може да се прави преклопување меѓу препаратите, односно мешање нивно. Каква е пораката ваша? Значи за секој препарат постои и во самото упатство појаснување со која група на препарати може да се меша, со која не. Конкретно овде станува збор за претпоставам за хербицидите кај оризот, кои што се на пазарот и кои што се мешаат. Или луѓето, производителите ги мешаат и третираат. Значи кога се однесува за овие препарати кои што ги имаме на пазарот, повеќето од тие се мешаат, се контактибилни едно со друго. Меѓутоа пак треба да контактираат, пошто сега се јавуваат и други, пак треба да се информираат кај луѓе, кај аптекари, кој со кој препарат би се мешал. Значи постои правило овде, постои правила и за мешање на кристални ѓубрива, течни ѓубрива. Постои правило и за мешање со бакарните препарати, дали е оксихлорид, дали е хидроксид, дали е во ВГ формулација, дали е во ВП. Значи постојат повеќе правила кои што земјоделците треба да ги почитуваат, односно да ги почитуваат упатствата од аптекарите. Тоа од аспект на штетно дејствување или намалена ефикасност? Од аспект може да се јави и фитотоксичност кај самите култури, значи да предизвика оштетување на ткивото, но и од аспект на блокирање на препаратот. Значи една со друга хемиска група и може да се тоа е веќе видливо овој пример што ќе го спомнам, кои ќе се измешат, ајде да не ги спомнувам сега активните материи, кои ќе се измешат, се добива калциум, се добива како гипс, се гипсира. Значи и самиот препарат не може да биде применет затоа што се врзуваат едно со друго и се добива гипс. Пак практично не може да биде применет препаратот. Колкав број третирања се потребни во текот на вегетацијата на растенијата? Значи кога сме кај бројот на третирање, интересно прашање. Постојат некои усталени навики кај во лозарство, во овоштарство, во градинарство, колку третирање. Едно време кај нас беше 3 до 4 третирања во лозарство и готово, завршено. Меѓутоа, кога е тоа? Тоа е кога имаме влажна пролет и фатили тамо јуни, јули, Петровден, немаме врнежи, немаме дождови, температури 30-35 степени, немаме потреба од третирање. Меѓутоа, што се случува сега? Во август можеме да имаме ноќни температури 18-17 и дневните 24, 28 до 30. Меѓутоа се битни и ноќните температури. И еден дожд кој ќе фати и август веќе, и јас сум сведок на тоа, производителите, посебно лозарите, Петровден и вика ја више не влегувам во лозија. Значи до Петровден вика беше добро, меѓутоа после Петровден почнува да ми се скапува, почнува да се јавува пепелница и на крајот вика испуштивме го. Значи што се случува? Се испуштат тогаш кога немаме заштита немаме терапија кај тоа. А имаме температури 18-24 степени. Значи за бројот на третирања зависат од временските услови. Значи мораме да познаваме биологијата на растението, мораме да познаваме и влијанието на препаратите. Ние ако знаеме дека пепелница се јавува во тој интервал, од толку до толку, во еден многу широк интервал на температура од 6 до 36 степени, пепелница се јавува, а не мора да има присуство на влага. Значи не мора да има дошта да се јави пепелница. Додека кај пламеницата е во еден поскратен интервал, меѓутоа што ги спомнав, овие температури 18-24 е идеално, оптимално за развој на тие. Што се случува на 18 до 24 степена и присуство на влага, зараза настанува за само 4 дена. Не зараза, видливи симптоми за 4 дена. Значи тој инкубационен период од напад на габата на растението до појава на први симптоми, па би реколи масовна зараза, е само 4 дена. Тоа е на овие температури. Значи пораните месеци кога имаме поладна температура, тоа ќе му треба може 18-20 дена. Меѓутоа на температура од 24-28 степени само 4 дена се доволни за да настане зараза. Може би самиот производител и не бил во насадот за да провери што има, а кога ќе иде да види, има што да види. Значи и овие зарази, одредени типови на болести напаѓаат корен, напаѓаат стебло, напаѓаат лист и напаѓаат плод. Значи најтешко е кога иде на плодот.
Што се случува сега во лозарството, директно имаме напад на зрното. Што е многу тешко. Многу тешко и кога кидат производителите, дури и таа пламеница на зрно во моментот е бело по зрното, не е понатаму потемнува зрното. Меѓутоа и многу искусни лозари тука прават грешка. Значи вика имам пепелница, не може пепелница да имаш, викам има пламеница, ама бело е. Значи тие кристалести превлаки по бели, кристални превлаки по зрното е пламеница. Значи што треба тука? Треба да ги соодветно измешаме препаратите, да ги дуплираме практично и бактерицид, и фунгицид, и останалите препарати кои што идат во таа редовна заштита. Вообичаено постои мислење во јавноста дека кај нас многу се користат хемиски препарати, се третираат земјоделските растенија глобално. Меѓутоа, каде е на она скалило Македонија во светски рамки? Навистина ли е така или имате некакви податоци кои што говорат по Одма ќе ви кажам, значи Македонија спаѓа во земји каде што многу малку се употребуваат хемиски средства. Тоа се знаат по бројот на увозени препарати, по луѓето кои што идат од Бајер, од големите куќи со кои што разговараме. Значи една Словенија, ние мислиме дека е заостаната земјоделска земја, меѓутоа една Словенија троши многу повише препарати во однос на Македонија, која што по број на луѓе, по број на површини е многу слично со нас. Меѓутоа, по продажба на препарати далеку иде пред нас. Да не зборувам за Србија, Хрватска, кај што Србија и големи, огромни површини имат, земјоделски површини. Значи, они имат 1 милион хектари под пченка само. Останати култури да не зборуваме, под житни култури, пченица, јачмен, под шекерна репа, понатаму компир. Ние сме многу мала територија, кај нас е негде околу 500.000 хектари обработливи, вкупни површини. Само 500.000 хектари, додека тие имат 1 милион хектари под пченка само. И ајде овој ќе го надоврзам, многу од производителите идат и вика у Србија толку препарат, од кај нас е толку. Значи, што станува збор тука и покрај тоа што самите куќи настојуваат да ги прилагодат цените према, пошто сме мала сиромашка земја, мал пазар сме, и колку и да настојуваат да ги намалат цените за овде, тие не можат да споредат кој оној ќе земе за Србија за 1 милион хектари препарат, овој во Македонија ќе земе за 5.000 хектари или не знам. Значи, и тука е некоја, и покрај тоа што се настојува, ја знам од овие хемиските куќи кои што се увозници кои што се застапници, настојуваат секогаш да добијат цена која што би одговарала на нашиот пазар. И тоа е тоа која што тие прво гледат својот економски интерес, па после другото. Имаше ли доволно хемиски препарати заштитни годинава на пазарот? Може ли да се набават? Значи годинава веќе се забележува недостаток на препарати во контакт со луѓето кои што ги дистрибуираат препаратите. Пламеницата, би спомнал кај зборувам за лозарски препарати и евентуално и препарати кои што одат во воштарство, сигурно дека ќе се јави недостаток. Значи куќи кои што вообичаено им остануваат залихи, оваа година немат на залихи. Еве и баш сега и да потражиме килско пакување, немат. Значи она што иде за пепелница, поточно за пламеница, е тоа што во моментот го има во магазините, во продавниците. Друга количина немаме кај куќите кои што ги увезуваат. Нарачки нови може да се направат? Тешко се примаат затоа што вообичаено тоа се хемиски средства кои што идат од Германија, од Швајцарија, од Австрија, да речеме, од каде што се порачките прават пред Нова година и тоа е. Они не можат да стасат по тоа и немат можности дополнителна порачка не примаат. Немат можности да го произведат тоа, затоа што тие куќи покриваат цел свет. Треба и за Бразил да има, треба и за Русија, Украина, големи пазари каде што настојуваат каде што имат своји дистрибутивни мрежи. Значи тоа дека треба на време да се испланира што ќе се произведува и колку ќе биде потребно за да се заштити? На време да се испланира, на време да се луѓето, поточно оние кои што обстануваат од тоа, професионалците, кои што ќе треба да се обезбедат заштита, да се имаат и за понатаму. И ако викаме иде јули, август иде ќе се стопли времето, и тоа никој не знае како ќе биде времето. Значи пак зависимо од временските услови, временските прилики, така ќе бидат и третирањата. Значи немаме ние ова што предмалку ме праша за број на третирања, колку е нормално. Ајде една споредба да направам, значи најмногу третирања се вршат кај бананите. Најмногу хемиска заштита имаме кај бананата. Од причина што тоа е од островски земји, Латинска Америка, каде што имаме висока влажност, имаме 80, 70 до 80% воздушна влажност. Каде што за да биде произведено тоа квалитетно заштитено, таму имат и по 25-27 третирања. Значи еден куриозитет
каде најмногу се употребуваат хемиски заштитни средства? Тоа е во бананата и во некои тропски овоша кои што идат од такви региони. Почвена влажност, воздушна влажност голема, температури се тука некаде 28-30. Значи таму имаме највеќе и значи би рекол, ако имаме највеќе, меѓутоа треба да иде стручна примена во одреден период, одреден препарат. Што ме прашавте и пред малку, колку трошиме. Дали има опасност за луѓето од превише третирање. Значи доколку е целата таа заштита изведена по правила и стандарди на куќите кои што препорачуваат, агрономите кои што го препорачуваат, тоа нема опасност. Значи сите правила кои што се важат за Европска унија, за број на резидуи кои што остануваат во растенијата, се на толку ниска граница, на толку би рекол ригорозна мерка што се внимава на тоа. Може да стане збор само за нестручна примена. Значи одреден инсектицид кој што е дозволен за употреба, меѓутоа не и пред берба, на 3 дена пред берба. Значи имаше и некои такви пропусти во јужниот дел во Србија, поточно во Струмица или Баландово, Неготино, каде што им беа вратени и корнишони, и краставици, и домати точно од таа причина што користеле инсектицид кој што е дозволен за употреба, меѓутоа не пред берба, да се користи 28-30 дена пред бербата. И ајде и тука еден куриозитет, значи земја која што најмногу внимава на тие резидуи, остаток на пестициди, тоа е Јапонија. Значи се случувало и во Јапонија, од Јапонија да ни враќаат флаширано вино. Тоа можеби само знаеш што ни Јапонија прегусто населена земја, каде што имале нели атомски бомби на времето, каде што трпат од тие последици, значи и настојуваат да го заштитат. Можеби точно тоа од таму иде и таа нивна законска регулатива да бидат таа граница уште пониско на резидуи. Ако веќе имаме мала потрошувачка на заштитни хемиски препарати, значи дека на тој начин произведуваме поздрава храна? Ајде пак ќе се надоврзам со претходното. Значи ако користиме одреден препарат, го позиционираме во правилно време, користиме здрава храна. Меѓутоа доколку нестручно се применува, сега каде можеме да знаеме кој кога и што третира. Значи најдобро е луѓе домаќини кои што внимаваат до тоа, кои што, значи кога ќе идеш на пазар ќе си купиш од проверен производител, оној кој што знаеш дека внимава и на тоа кој што ќе гледа да го обезбеди потрошувач, затоа што истото тоа може утре да му биде сервирано и на него на некоја трпеза, на самиот производител. Благодарам за советите. Верувам дека ќе бидат од помош на земјоделците. И јас мислам дека наидуваме на интерес кај гледачите. Би ми било мило доколку барем малку им помогнавме во целата оваа неволја да барем малку им дадеме некој оптимизам да успеат да произведат нешто и да произведат. Ајде да речеме и во оптимистички гледаме дека цените ќе бидат повисоки, тоа што се однесува до производителите, дека тешко се произведува, покачено е цената на производството, дека и цената па ќе може да нешто заработат, додека кај оние потрошувачите сега. Е тоа. Благодарам.